назад. Време е за следниот разговор во нашето студио. Како што ви најавивме на почеток, денес ќе одвоиме малку повеќе време да кажеме збор 2 за респираторните инфекции кај децата. Наша гостинка ова утро е доктор Јорданка Маџовска од Аџибадем Систина. Докторке, добро утро. Добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до вашите гледачи. После вчерашното дежурство и веве сега тука се со цел да им доближиме на нашите гледачи нешто повеќе за респираторните инфекции и начинот на кој што може да се справат со истите. Па ајде да почнеме од почеток. Кои бактериски и респираторни инфекции се најчести кај децата во овој период од годината? Пример вака би кажала дека респираторните инфекции се доста чести во педиатријата, значи се вземаат можеби 60 и 70% од сите заболувања, значи доста честа причина за посета на педијатар. И што се однесува до причинителите, значи како најчестите се вирусните инфекции. И интересно е тоа што има повеќе од 400 типови на вируси кои што имаат силен тропизам кон респираторниот епител, значи доста го сакаат респираторниот епител. Така што во овој период, во летниот период, најчесто тоа се риновируси кои што ги детектираме и ги знаеме, серолошки кои што се докажани, значи тоа се риновирусите, аденовирусите кои што не само што имаат респираторна симптоматологија, поточно носна секреција, кашлица, може да има и конјуктивит, воспаление на очите, значи најчесто оди и со гастроинтестинални симптоми, со пролив, со повраќање, со температура. Тука влегуваат и ротавирусите кои што претежно се со гастроинтестинална симптоматологија, но може да оди исто така и со респираторни симптоми и многу други вируси. А од бактериите, значи, тие сепак сега во ова време, откако сме во карантин, може да се каже дека може помалку се застапени, меѓутоа во детската патологија најчестите се мораксела, хемофилус инфлуенце, стрептококус пневмонија, стрептококус пиогенез, значи претежно се бактерии кои што и не мора да се лекуваат, во зависност сепак од клиничката слика, освен стрептококус пиогенез, која што е бактерија која што според препораките мора да се лекува, откако ќе се детектира и докаже. Така, ајде да се задржиме малку на вирусите и да објасниме како се пренесуваат вирусите и на што најмногу треба да се внимава. Така. Значи, вирусите се пренесуваат преку зборување, кашлање, кивање. Тие се најмногу сконцентрирани во слузницата, во носот и во грлото. И со зборување, кашлање, кивање, преку тие капки, флигеови капки, се распрснуваат во околината и тие имаат тенденција да се распрснуваат дури на 1 метар оддалеченост, особено при кивање. Така што блискиот контакт, потоа не миење на раце, затоа што сепак со допирањето на површините, не сакајки или пак не мислејки, со допирањето на валканите раце за носот, очите или устата, значи тука веќе исто така е преносот или пак користење на ист прибор, кај децата играчки, бацување, гушкање, значи сето тоа е причина и можност за пренесување на вирусните инфекции. Тука некаде и сличниот преноси на бактериите, со тоа што вирусните инфекции се позначајни затоа што имаат висока контагиозност, велиме. Значи, многу се заразни, дел од нив, и многу лесно можат да предизвикаат болест. Како може да се спречи ризикот од инфекции кај децата? Факторите ги кажавте, навистина ги има многу и практично е невозможно да ги елиминираме сите, затоа што дечињата играат, се дружат, честопатите ќе фатат предмети, како што кажавте, што се валкани или контаминирани, па ќе каснат храна, нели, без да ги измијат рачињата. Кој е начинот да се спречат во такви услови на толку многу фактори кои што ги обкружуваат? Значи, доколку сега зборуваме за, ако зборуваме за детските колективи или пак во домот, хигиената, миењето на раце. Значи, тие се битни фактори. Миењето на раце не е само миење на раце, туку и правилно миење на рацете, значи со сапун и вода, убаво миење на сите делови од прстите, значи многу спотови одат, можеби требаше нешто такво да покажеме.
користење на дезинфициенс доколку се надвор и нема можност за миење на рацете. Освен хигиената сега, значи секако тука е и оддалеченоста, значи одржувањето на дистанца, носење на маска, доколку некој од децата е болно да не се пушта во градинка или во училиште со цел да не се пренесува и да не се шири болеста. И тоа е во главном тие се насоките и препораките како да се заштитиме, а веќе ако сведеме на нешто што е најбитно, сепак е миење на раце и одржување на дистанца. Така, за миење на раце, нормално дека е на првото место кога имаме вода и кога имаме течен сапун или сапунче во домашни услови. А кажавте, препорачавте користење на дезинфициенти кога се децата надвор. Да. Често пати младите мајки кога шетаат со деца, па користат влажни шамивчиња, нели кога немаат услови каде на дечињата да им ги измијат рацете. Да. Ги заштитуваат ли? Па добро, ако се видливо валкани рацете, ако нели се навистина извалкани, ако во зависност од тоа каде биле децата, секако дека може да се искористат и влажните шамивчиња, со тоа што дополнително убаво би било да се искористи и дезинфициенс, затоа што дезинфициенсите имаат одреден процент на алкохол кој што се смета дека ги заштитува рацете од вирусите и бактериите. И веројатно најдобро да се користи влажно шамивче, па потоа и средство за дезинфекција. Доколку се видливо валкани рацете, да, инаку воспротивно доволно е само дезинфициенс. Кои се чистите, кои се првите симптоми на респираторна инфекција? Така, значи најчестите симптоми се носна секреција, носна затнатост, грлоболка, кашлица. Има многу типови на кашлици кои што можат да ни укажат на точната локација на болеста на респираторниот тракт, засипнатост, тешко дишење, свирење при дишење, болка при дишење. Значи има една широка палета на симптоми. Многу често овие се специфични симптоми, а пропратени се болестите на респираторниот тракт и со општи симптоми, како температура, омалаксаност, губиток на апетит, силна главоболка, дури некогаш наликува и на менингизам со затегнатост на врат, повраќање, пролив, значи баш широки општи симптоми кои што можат да ни помогнат да диференцираме точната причина и точната локација на инфекцијата. Кога треба родителите да го однесат детето на лекар, Так. кога треба побараат лекарска помош, или кога ќе ги почувствуваат првите симптоми, или кој е начинот кога особено во овие услови кога сите избегнуваат нели непотребно одење на лекар, кога е алармот веќе вклучен и кога навистина треба да се побара стотична помош. Кога е лесна една клиничка слика, тоа лесна клиничка слика кога имаме ретка кашлица, температура која што не е многу висока, која што се симнува после давање на средство за симнување на температура. Значи, кога имаме дете кое што е весело после симнувањето на температурата, добро јаде, добро пие, значи сака да игра, не е нарушен сонот. Сега нормално сите деца кога се болни имаат нели состојба, меѓутоа кога таа состојба е прифатлива, нема потреба од одење на лекар, туку следење на состојбата на детето. Во првиот момент кога ќе имаме покачена температура која што не се симнува, која е висока над 38,5, трае 2 дена, 3 дена, или кога имаме интензивирање на кашлицата, значи таа постојано го исцрпува детето, призвукот на кашлицата е сменет, состојбата на детето е драстично сменето, малаксано е, не сака да јаде, не сака да пие, сака да спие постојано, значи тоа е веќе причина да се одведе детето на лекар и на лекар да се процени неговата моментална состојба каква е. Но не првиот момент кога детето ќе има висока температура, затоа што има родители што и веднаш реагираат и веднаш трчаат на Вирусните инфекции многу често одат и со високи температури кои што можат да бидат во текот на целиот ден. И покрај давањето на сирупче за симнување на температурата може таа да се одржува. Меѓутоа разликата од во оваа состојба е тоа што детето е весело. Значи, сепак општата состојба на детето би било доста битен параметар за да се смири родителот дали му е нешто
сериозно или не. Или нешто што ќе помине. Да, или нешто што ќе помине. Секако дека доколку се влошува состојбата, треба да се види, да се посети лекар, затоа што од друга страна пак децата со своите анатомски карактеристики на белите дробови многу често се случува и да имаат компликации од вирусните инфекции. Така што не треба да се грижат родителите некогаш ако имаат навистина влошување на состојбата, а имаат потреба и од почесто посетување на лекар. Така. Што се спаѓа во оние горно-респираторни инфекции, кои се опасностите од нив и може ли да предизвикаат компликации? Така, да. Значи, горно-респираторните инфекции се ринит или затнат нос, течење на нос, кивавица, тонзилофарингит, значи или пак грлоболка, воспаление на гласните жици или ларингит и значи тука исто така влегуваат и воспаление на третиот крајник, значи зголемени лимфни јазли. Компликации секогаш може да има, исто воспаление на ушите, влегуваат во овие горно-респираторни инфекции. Значи, доколку се предизвикани од вирусни инфекции, најчесто тие поминуваат лесно и брзо. Меѓутоа, повторно, поради немањето на специфичен имунитет кај децата, а тоа е затоа што сите се раѓаат со имунитет кој што е даден од мајката, меѓутоа тоа е со ограничен рок на траење до 7-месечна возраст, а потоа тој титар веќе се намалува и понатаму останува детето да се разболува често и на тој начин да си го стекне специфичниот имунитет, поточно да се развијат тие мемориски клетки, кои што понатаму ќе знаат како при следниот контакт со вирусот да не се разболат или пак да имаат полесна клиничка слика. Значи, тоа е нормално, мора да се разболуваат децата за да го стекнат имунитетот. Значи, има тука различни деца кои што некои лесно го поминуваат стекнувањето на специфичниот имунитет, некои многу често се разболуваат, меѓутоа пак и тоа е нормално. Вториот момент е тоа што имаат анатомски карактеристики, по димензија се помал респираторниот тракт, самиот анатомија има полесно симнување на компликации, полесно симнување од горно-респираторните инфекции на долните дишни патишта. Тесни се дишните патишта по структура и многу често мала количина на секрет може да направи бронхит или некаков си спазам или бронхопневмонија. Така што сите овие моменти едноставно укажуваат на тоа дека да, горно-респираторните инфекции се лесни, меѓутоа може да се искомплицираат. Така што ако започне како горно-респираторна инфекција и има влошување после 7 дена, 10 дена, треба да биде мотив за контролен преглед. Исто тука би ги ставила и алергиските реакции. Многу често се случува да имаме многу слична клиничка слика како и вирусните инфекции. Меѓутоа разликата е тоа што се јавуваат, се повторуваат тие симптоми во одредени сезони, па тоа би ни помогнало да диференцираме дека може би станува збор за алергиски реакции. И кај доенчињата исто така би потенцирала дека честа ситуација е аспирација на млеко, чи враќање на млеко од хранопроводот во грлото и на тој начин многу честа состојба имаме кога детето е со воспаление на ушите како резултат на враќањето на млекото, а и чести се пневмонии, бронхити, така што и кај таквите деца многу често изолираме и вирусни и бактериски инфекции, многу често како заедничка состојба одат и алергиските реакции, и бактериските и алергиските инфекции, и бактериските и вирусните. Го спомнавте имунитетот на дечињата, како да се зајакне имунитетот, што најмногу препорачувате и дали е препорачливо вакцинирање на така. Според Светската здравствена организација, препораките што поточно препораките за тоа што е нормално, а што не е нормално, велат дека и 2 инфекции во месецот на респираторниот тракт се веќе нормални, доколку тие лесно поменуваат, без пневмонии, без воспаление на ушите, повеќе од 7 епизоди во годината или повеќе од 2-3 епизоди на пневмонија, значи доколку се тие ограничени само на горните дишни патишта, тоа е сосема нормална работа и не треба нешто посебно да се превзема. Доколку имаме деца кои што се со атописка конституција или пак алергиска компонента и тие обично патат од многу чести бронхити,
Секако дека имунитетот не можеме да го зајакнеме затоа што на имунитетот ништо не му фали. Едноставно тука имаме пресилна реакција кон одредени други причинители алергени. Повторно тука не би ги препорачала стимулансите имунолошки. Сега има, меѓутоа се поретки состојби, деца кои што се гранични, не можеме да докажеме алергиски компоненти или некоја друга состојба, така што тука може би ги препорачала препаратите што содржат бета-глукан. Меѓутоа се уште нема јасен доказ на препарат во детската популација кој што е докажан и испитан дека навистина би го подобрил имунолошкиот систем. На крајот на краиштата имунитетот е во фаза на созревање, немаме што да подобриме, едноставно мора децата да се разболуваат за да го стекнат и за да бидат здрави. И баш и затоа, значи најчестото разболување е до 5-та годишна возраст, кога тие се во јасли, во градинки, во предшколска возраст, кога и тука најмногу истекнуваат и контакт со вирусните и бактериските инфекции и на крајот на краиштата и можат и да отсуствуваат од градинка, а веќе кога ќе дојде школскиот период, тие инфекции се сведени на минимум и децата веќе си го имаат имунитетот. Тука секако дека вакцините имаат огромна улога, јас сум за вакцинирање на децата, затоа што имаме, сведоци сме од историјата дека голем број на болести се искоренети со помош на вакцинирањето. Има некои одредени состојби кои што може би да говорат за одложување на вакцината, меѓутоа тоа се пак поретки состојби. За генерално за популацијата сметам дека треба да се вакцинираат и не само овие вакцини, него и треба да се вклучат и останати дополнителни вакцини. Живееме во време на пандемија со COVID-19, кога се појавил овој нов вирус. На почеток се кажуваше дека вирусот ги напаѓа повозрастните и оние што имаат хронични проблеми со здравието, но за жал изминативе месеци покажа дека никој не е имун на овој вирус и дека дури и децата се подложни на коронавирусот. Како да ги заштитиме? Така. За среќа, кај децата нема барем за сега некои екстремни лоши случаи, изолирани некои ретки состојби кои што за среќа повторно многу подобро завршиле со оздравување. Така што заштитата повторно е иста со дезинфицирање на раце, миење на раце, дистанца, носење на маска во затворени простори и секако надвор доколку има поголема група на луѓе кои што ќе може да кои имаат поблизок контакт. И едноставно тоа е сега за сега што може да направиме. Децата се деца, не можат секогаш да ги почитуваат во целост мерките, а од друга страна пак и не можат да ја сватат во целост состојбата. Ограничување на контакти, миење на раце, мислам дека би било онака најпогодно за таа популација. Да, тоа е тоа што го препорачува и Светската здравствена организација и тоа што постојано сите го повторуваат и на кое што еве се навикнуваме веќе подолг временски период. Доктор Маџовска, ви благодарам што одвоивте време и што нашите гледачи има можност да слушнат утрово нешто повеќе за респираторните инфекции. Ви посакувам да имате што помалку пациенти во вашата ординација и верувам дека повторно ќе се дружиме во некој следно издание на нашата. Ви благодарам на вас.